Добар ден, почитувани. Бугарско-македонските односи деновиве како да тргнаа по нагорна линија, по ударот врз македонските напори за влез во Европската Унија, откако Бугарија стави вето на стартот на пристапните разговори. И додека Бугарија во почетокот на годинава ја прослави 15 годишнината како членка на Европската Унија, Македонија веќе 17 години е кандидат за влез во Унијата. Внатре или надвор, состојбите во двете земји не се разликуваат многу. Токму долгите години како кандидат за членка на Европската Унија, Македонија требаше подобро да ги искористи за побрзо спроведување на реформите, наведуваат домашните експерти, повторувајќи ја старата фраза дека реформите толку не му се потребни на Брисел, колку на македонските граѓани. Она што и натаму тежи се корупцијата, државниот апарат, невработеноста и судството, и сите со исти етикети, огромни и партизирани. Голем број македонци израснаа чекајќи го датумот кога Македонија ќе стане членка на Европската Унија со надеж дека ќе живеат во земја со европски вредности. Но земјава и натаму чека датум за отпочнување на преговори за дел од помладите генерации. Датумот нема да ги реши проблемите во општеството, како што се корупцијата, партиските вработувања и нефункционалното правосудство. Вака размислува и младиот Стефан Даневски, кој што е студент на факултетот за безбедност. Прво ние треба тука да поработиме за после таму. Сето тоа после влезот во Европска Унија е плюс. Мада според мене искрено мислам дека треба уште многу долги години да се случи тоа, затоа што они гледаат се што се случува кај нас. Корупција, судство, се тие работи, партиски вработувања. Условите кои што ги наметнува самиот процес на евроинтеграција подразбираат потикнување на државите да спроведуваат реформи во одредени области, но дали и колку Македонија вистински работи на достигнување на европските стандарди. Европските вредности се чини многу повеќе се на хартија и на зборови, додека во пракса Македонија и натаму се соочува со високото ниво на корупција, партизираност и нефункционалност на голем дел од системот. Според професорот Васко Наумовски, поранешен дипломат и вице-премиер, за жал не може да се забележи некој позитивен исчекор во изминативе години, а во одредени области вели има и стагнација. Имено областите како борбата против корупцијата, владењето на правото, реформите во областа на администрацијата, заштитата на животната средина и така натаму се области кои што би требало да бидат приоритет на секоја влада и на тој начин ние да создадеме едно поконкурентно македонско општество кое што полесно би се вклопило во Европската Унија, штом ние ќе станеме држава членка. Последниот извештај на Европската комисија нотира дека судскиот систем е умерено подготвен за ЕУ членство. Иста оценка доби борбата против корупцијата, а мал напредок е констатиран и во државната администрација. Токму ваквите состојби за кои што Европската комисија со години наназад алармира, се дел од причините што младите не гледаат перспектива во земјава. Поголем број на мои врсници не се задоволни од самата целокупната ситуација, политика, самиот систем како функционира. Реформите не треба да зависат од преговорите, туку треба да бидат приоритет за секоја влада, дури земјава да не беше кандидат за Европската Унија, порачува професорот Наумовски. Сите реформи кои што ние би ги спроведувале во процесот на преговори не се наменети да донесат некакви придобивки за држави на други за граѓани на други држави. Придобивките што ние ќе имаме од процесот на преговорите се наменети пред се за нашите граѓани и оттаму реформите би требало да бидат спроведени дури и ние да не бевме воопшто кандидати за членство во Европската Унија. Македонија стана кандидат за зачленување во Европската Унија во 2005 година. Во овие 17 години во редовните проценки извештаи за напредокот често имаше нотирано и назадувања. Блокадата од Бугарија, предизвикана од нерешениот билатерален спор, е последна во низата предизвици за добивање на датумот за почеток на преговорите. За разлика од Македонија, Бугарија веќе 15 години е членка на Европската Унија. Како тамошните експерти го оценуваат овој период и дали може да се очекува напредок во разговорите меѓу Скопје и Софија, која, и покрај официјалните изјави, го кочи влезот на нејзиниот сосед во Унијата со потребата за изнаоѓање решенија за проблеми од историското минато, па до правата на бугарското малцинство во Македонија. Деновиве се одбележаа 15 години откако Бугарија стана членка на Европската Унија. Историски потек за кој многумина се надеваа дека значително ќе го подобри квалитетот на животот во поранештата комунистичка земја, ќе го поттикне економскиот раст
и ќе стави крај на ендемската корупција. Поранешниот бугарски министер за надворешни работи Соломон Паси, кој одигра клучна улога во преговорите за членство на земјата во Европската унија, вели дека последните 15 години понудија единствени развојни стимулации. За жал, многу шанси беа потрошени, а Бугарија заостанува од своите врсници во Европската унија. Many people believed that membership in the European Union is like a magical stick, that it brings magic, it brings miracles, and everything will have to stop immediately after membership in the European Union. On the contrary, we have to use this membership as a tool, not as a target. Според Паси, натаму главен проблем е заминувањето на младите од Бугарија. The membership in the European Union did not bring the solution to one of the biggest challenges for Bulgaria. This is the demographic crisis. On the contrary, a number of well-educated and open-minded Bulgarian students left to the West to be educated in other European universities and cities. Коментирајќи го одбивањето на Бугарија да и дозволи на Северна Македонија да ги започне пристапните преговори со Европската унија, Паси вели дека Бугарија секогаш го поддржувала членството на целиот Балкан и во НАТО и во Европската унија. At this moment, we have dispute with North Macedonia, which I very much believe that will be overcome very soon, as we have a fresh government without difficult heritage, and I think that they're very flexible to take the right decisions without delay. Паси, кој 3 децении беше начело на првата проатлантска невладина организација во Источна Европа, ги минимизира с некои контроверзни изјави на бугарските официјални представници, кои повремено предизвикуваат загриженост во НАТО за позицијата на Бугарија кон Русија. Bulgaria remains until today a loyal member of this alliance. Never mind that sometimes some of the leaders speak the wrong things. At the end of the day, the country is doing the right things. Анкетата на Евробарометар во 2021 година покажува дека романците и бугарите и веруваат на Европската унија двојно повеќе отколку на нивните влади. Во последните години двете земји беа потресени од антивладини протести поради загриженоста за назадување на демократијата, што на моменти најде на силни критики од Брисел. Бугарскиот премиер Кирил Петков, кој официјално ги презеде уздите на новата центристичка коалицијска влада во декември лани, во обраќањето по повод 15 годишнината рече дека сака Бугарија да игра клучна улога во блокот. 2022 година бъде едно ново начало. Ново начало за Европейския съюз и неговото развитие, ново начало за България като по-активен, по-конструктивен член на този съюз. Само заедно ние може да се гордеем, че сме европейци и още повече да се гордеем, че сме българи. На Македонија и преостанува да се надева дека пораката на бугарскиот премиер Кирил Петков за нов почеток за Бугарија како поактивна, поконструктивна членка на Европската унија набрзо и ќе се оствари. Впрочем, како што вели тој, само заедно можеме да бидеме горди што сме европејци. Вашите мислења и коментари можете да ги спраќате на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување, почитувани.